Лагодно, облечен во костим, за прв пат од отпочнување на судскиот процес, Христијан Пендиков, кој во неколку наврати за бугарските медиуми изјавуваше дека не се чувствувал безбеден и оти се плашел да дојде во Македонија, денес се појави во судницата. Па, лично вака да се плашам, не се плашам, ама сепак не е убаво чувството да добивате по 20-30 закани, смртни, пцуење на Facebook, на Messenger, на све што мој да постоја, се читаш по коментари, не е убаво чувството. Инаку, обвинителството денес достави нови докази, како дополнение на медицинското вештачење, на што се спротистави одбраната на обвинетиот Илија Спасески. Побаравме согласно законот одлагање бидејќи се доставија нови докази. Како сериозен адвокат, не можам да се согласам да се приложат нови докази, а да не знам што стои во тоа вештачење. Ни треба време да се запознаеме со новото судско вештачење, кое обвинителството го приложи на судот, дотолку повеќе што тоа ќе влијае во констатирање на повредите, рече адвокатот на обвинетиот Димитрија Цобоски. Откако не им беше дадено потребното време, адвокатите на обвинетиот ја напуштија судницата, а рочиштето беше одложено. Чин за напуштање на расправата е фактички револт на, не сакам да кажам дека на некој начин и судот има некој притисок, бидејќи ова е основно право, право на одбрана да ги има сите докази. Не е sejedno во овој момент, ако има некоја измена на медицинското вештачење, тоа да не го знаеме и да не можеме да поставуваме одредени прашања во поглед на повреди и така натака. Според Цобоски, случајот Пендиков предизвикал меѓународен и европски проблем. Тој истакна дека истата вечер на 19 јануари покрај ова во Охрид имало и друга тепачка, за која никој не слушна. Ваквите тврдења ги отврли адвокатот на Пендиков. Тврди дека оштетениот е истепан од други лица, но на кобната вечер не постои запис во Министерството за внатрешни работи дека постои друг кривично правен настан како тој и не постои друго лице кое што се јавило во болница со такви повреди од таков кривично правен настан. Бидејќи денешното рочиште се одложи, неизвестно е дали Пендиков следниот пат ќе се појави во судницата, затоа што имал пукнати пршени и тешко го поднесувал патувањето. Го прашавме на кој јазик ќе го давал својот исказ. Неговиот адвокат рече дека ќе зборува на македонски. Оти е роден тука и тука завршил основно образование. Следното рочиште е закажано за 12 јули.